Македонскиот јазик е загрозен како никогаш досега. Власта тргува со јазикот додека научната фела се обидува ова да го спречи. На овие теми разговараме со професорката Елка Јачева-Учар. Професорка, добре дојдовте во студијата на Република. Добро ве најдов. Така, овие денови сте многу актуелни по прогласот или реакцијата што го имавте на декларацијата која објави Министерството за надворешни работи во однос на македонскиот јазик. Што сакате да постигнете со оваа ваша реакција? Значи, сега да не мешаме две реакции имаше. Едната реакција беше моја лична реакција на објавена на мојот Facebook профил, а другата реакција беше објавена вчера попладнето и таа е составена од мои колеги од Институтот за македонски јазик, од лингвисти од Македонската академија на науките и уметностите, како и од колегите од катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Нашите реакции се однесуваат на самата содржина пред се, но исто така сите сме еднодушни и согласни дека во таа изјава унилатерална од македонска страна, текстот воопшто не е лекториран и има и низа неточности. Би можеле да го анализираме. Најмногу внимание предизвика делот за дијалектите, каде што се тврди дека тие се развивале само во територијата на денешна Македонија. Следам деновиве по социјалните мрежи и гледам дека има луѓе кои што го оправдуваат ваквиот документ и при тоа го поставуваат прашањето дека никаде експлицитно не било наведено дека се загрозени дијалектите на македонскиот јазик и сега јас себе ја користам можноста да објаснам што мислиме кога велиме така. Ова за што ние реагираме и не се доискажав дека овој став наш кој го објавивме вчера по македонските портали веќе е потпишан од 2000 поддржувачи. Проблемот во што се состои? Во тоа што таму има еден дел од овој документ во кој што се вели дека македонскиот јазик има свој историски и временски, односно и просторен континуитет. Но веќе во наредните делови се кажува дека се ограничува дијалектното простирање на македонскиот јазик и вели дека македонскиот јазик е во државните рамки на Република Северна Македонија. Со што ние практично се откажуваме од дијалектното простирање на македонскиот јазик кој е многу пошироко од државните граници и практично како да одиме контра она што го има кажано своевремено професорот Блаже Коневски, нашиот кодификатор, кој вели дека македонскиот јазик е нашата единствена целосна татковина. И кога го вели ова, дека македонскиот јазик е нашата единствена целосна татковина, тој всушност мисли и смета на тоа дека македонскиот јазик е поширок од државата Македонија. Така што, со овој договор, со оваа изјава од наша страна, со која што се ограничуваме само на овие говори во рамките на Република Македонија, излегува дека ние се откажуваме и од нашите пирински говори, се откажуваме и од нашите егејски говори, се откажуваме и од говорите кои што ги имаме на западната граница, односно во говорите македонски во Албанија и на Косово. Тогаш на каков јазик зборуваат нашинците во Грција и во Бугарија? Испаѓа дека зборуваат на некој друг јазик. Видете сега, тоа е друго. Тие исто си го нарекуваат македонски јазик. Ние практично со тоа што и со едниот и со другиот договор се откажавме од нашите малцинства.
како носители на јазикот. Ова е втор удар, прво малцинството, па сега и јазикот. Да. Ама ако немате малцинство, ако сте се откажале од малцинство, како да не постои јазик? Затоа што кој ќе го зборува ако не го зборува малцинството, ако не го зборува македонскиот јазик, кој ќе го зборува? Значи, ова е грешка направена уште со самиот договор, затоа што во самиот договор кој беше подпишан на 1 август 2017 година, уште со самиот договор во кој стоеше таму во еден од членовите на договорот, стоеше дека ние практично се откажуваме од македонското малцинство во Пиринска Македонија. И што можете вие како научна фело, како експерти да преземете? Писмото е пречекор, Ама ние знаете колку писма имаме запишано изминативе години. Кои други механизми ви стојат на располагање? Значи, јас мислам дека е ова што ни се случува, и не само со овој договор, туку еве и со Преспанскиот, па и со Законот за употреба на јазиците, што мислам дека во ниту еден случај за вакви важни национални прашања, значи за донесување на закони, договори и кои што го допираат националното, воопшто не беше консултирана научната фела. При што ние во земјава имаме 6 национални институти кои што се формирани, еве конкретно институтот од кој јас доаѓам, Институтот за македонски јазик, е формиран 1953 година и во целите на формирањето стои дека тој институт е формиран да се грижи, да го проучува и да го унапредува македонскиот јазик. Вие ги имате, значи, сите тие алатки, државата ги има сите тие алатки. Има Институт за национална историја кој е 5 години постар од нашиот институт. И замислете, при постоење на Институт за национална историја ние формираме комисија историска за да решава историски прашања, при што во таа комисија од не знам колку члена најмалку има историчари. Има само 3 историчари, со сета почит спрема колегите, но тие 3 историчари не се специјалисти во посебните историски периоди. Значи, ние зборуваме и решаваме прашања од средновековието, а немаме ниту еден вклучено во тимот, ниту еден медиевист, при постоење на цело историско оделение при Институтот за национална историја што се занимава со прашања од средниот век. Така. Значи, ме прашавте, се извинувам, Да. ме прашавте што можеме да направиме. Мислам дека е сега доцна. За жал, нашите соседи и Грција и Бугарија за остварување на нивните цели си создадоа своји тимови, стручни тимови. За Грција конкретно знам дека има создадено цело едно тело во кое членува и правници, и историчари, и лингвисти, за да си го решат проблемот, односно да го постигнат тоа што го постигна, да го промениме името на државата. Од друга страна пак, Бугарија и бугарските политичари се поврзани и се подпираат на нивните научници од Бугарската академија на науките. Само нас овде никој во Македонија ништо не праша, ниту историчари, ниту лингвисти. Така, но спорно е и самата декларација или изјава како што е наречена. Кој ја пишувал таа изјава? Се знае ли? Имало ли записник од таа средба? Кој учествувал? Не знаеме, значи Испаѓа дека Бујар Османи сам си ја пишувал.
Јас ја видов на интернет, на Facebook ја видов објавена од На страната што видите дека има и правописни грешки, од македонски некој јазик. Facebook пријател и токму Да. поради тоа што има толку многу Да. правописни грешки, јас си помислив дека е тоа некоја зафрканција, да бидам искрена, мислев дека воопшто тоа не е сериозно, особено што таму има и една неточност. Зашто конкретно? Зашто конкретно мислам, не е тоа текстот. Да. Таму има еден дел, мислам дека е тоа третиот пасус, во кој вели дека македонскиот јазик бил признат на третата конференција на Комисијата 77 за така? стандардизација на географски имиња Што е 77-та тогаш година во признато? Што е Атина. тогаш признато? Ама тоа е сосема неточно. Значи, и тоа не знам колку пати го имам вака јавно кажано и мислам дека го имам и објавено во некој од Добро, весниците. 45 е кодифицирано, што е во 77? Во 77 знаете како, еве сега ќе почнам вака малку И тоа на конференција во Атина. Конференција во Атина, Атина е сосема случајно место. Да не кажуваме ние сред, затоа што тоа не е конференција грчката влада што е организирала, тоа е конференција на Комисија при Обединети нации. Се нашло сега да биде во Атина. И што е тогаш 77-та година. признато? Таа комисија за стандардизација на географските имиња главно се занимава со топоними и тоа со топоними како да изгледаат на географските карти. Комисијата во принцип дава една генерална препорака, а тоа е дека сите топоними за кои што во определена јазична средина нема традиција, нема традиција за поинакво именување, кога го запишуваме на карта топонимот, треба да биде запишан и да биде најблиску до оригиналот. Како се слуша, така да биде запишан. Оти да речеме еден Копенхаген, ние по традиција го викаме Копенхаген, или Гетеборг, шведскиот топоним, го викаме по традиција Гетеборг. Инаку ако ги слушате швеѓаните за Гетеборг велат Гетебори. Да. Такви топоними имаме доста во македонскиот јазик, по традиција што ги именуваме различно од оригиналот. Еден од примерите, да кажеме, Солун го викаме, целиот словенски свет, не само македонците го викаат Солун, иако нели оригинално е Тесалоники. Словенците, да кажеме, за Виена велат Дунај, србите велат Беч. Да. Ние велиме Виена, и значи таа комисија, која што ние за жал ја немаме, а сме ја имале први во бившата држава во СФРЈ, први од републиките сме ја имале таа комисија, и потоа со самостојувањето, кога нам најмногу ни треба таква комисија за стандардизација, зборувам за национална комисија за стандардизација на географските имиња, кога се појавија и проблемите со поалбанчување на македонските топоними со преводот на Законот за територијална организација од 2004 година, кога имавме проблеми со макротопонимот Македонија, значи со името на државата, ние тогаш немавме комисија. На таа комисија, да се вратам, во 1977 година, покрај ова што ви го кажав, дека треба да се направи список на така наречени екзоними и да се приложи при Обединети нации, треба исто така да се каже како нашата кирилица се предава со латиница. Англиска латиница, француска латиница и така натаму, во зависност, нели, за кое подрачје е наменета географската карта. Ние на таа конференција со резолуција која се однесува на српско-хрватската тогашна кирилица и на македонската кирилица е направено транслитерација, односно што значи тоа, секоја кирилична буква како се предава со латиница. А мислите на ЧЦХ тоа, така? Тоа, да, сите гласови, односно букви, како се предават на
на латиница. Значи, да разјасниме, тогаш не е признато кој е стандардизиран, како што... Ниту стандардизиран, нашата стандардизација е направена со од 45-та година наваму, така што тоа е стандардот на македонскиот јазик, тогаш е дефинирано што ќе биде стандард, како ќе се пишува, како ќе се... А зашто политичарите како аргумент го користат дека 77 е признат од Обединетите нации македонскиот јазик? Па видете, ако гледате така, македонскиот јазик има континуитет од бивша Југославија како еден од службените јазици. Српско-хрватски, словенечки, македонски биле официјалните јазици во Југославија. Зошто нашите политичари, видите, ова со стандардизација, ова со азбуката и ова признавањето од 77 година, што го викаат, така нареченото признавање, ова го актуализира Ципрас. И тоа сега скоро пред некоја година, кога беа преговорите за Преспанскиот договор, Ципрас овој документ го извади од нафталин, затоа што му беше потребно, нели, овој потек од Грција, великодушен потек, дека ќе ни дозволи да имаме во името Македонија да фигурира, мораше некако да го оправда и го оправда на овој начин. Го извади овој документ и вели, ние средатина ова го признавме, уште 77 година го признавме македонскиот јазик. И на тоа се налепија нашите новинари, нашите политичари, почна обилно да го користат без да имаат предвид да ја имаат реалната. Но сепак во Обединетите нации стои македонскиот јазик како официјален јазик. Да, запишано. Од кога? Да. Од кога? Па јас мислам дека штом сме во Обединети нации, дека од со нашето официјално влегување во Обединети нации? Така, 93-та чинам дека сме влезени во Обединети нации. Јас мислам и порано. Како дел од Југославија. Да. Така. Професор, нели знаеме дека е кодифициран македонски јазик 45 година. Имало ли претходно обиди за кодификација на македонскиот јазик, иако тоа е несомнено врзано со процесот на создавањето на држава, но дотога сме немале држава. Имало ли некакви обиди да се кодифицира македонскиот јазик? Па видете, во онаа книжка позната од патронот наш на институтот Крстен Мисирков од 903 година и постои статија за тоа како треба да изгледа македонскиот јазик. И тој всушност ги поставува основите на македонскиот јазик, тука вели, кажува и баш така поетски се изразува, вели да си подадеме раце, браќа, вие од југ, вие од север, вие од запад, од исток, и таму кај што ќе се вкрстат нашите раце, таму ќе биде основата на македонскиот јазик. И тој така како визионер, како човек школуван лингвист, но како човек кој потекнува од таму село Постоли, ниже Вардарско, каде што имаме една силна редукција на вокалите, кај што, еве да речеме, најблиску, не 100%, но најблиску звучи тој говор како гевгелискиот, тој успеал да ја создаде својата книга на овој за него замислен идеален стандард како треба да изгледа македонскиот јазик, и потоа македонскиот јазик е застапен и во делата на нашите драмски автори меѓу двете светски војни, на Васил Илјовски, на Антон Панов, Ристо Крле. Васил Илјовски ја пишува Ленче Кумановчен или на кумановски дијалект. Кочо Рацин, Николе Неделковски своите песни ги пишуваат тогаш на кој јазик ги пишува на Беломури 30 лета? На локалниот велешки говор, кој за среќа се совпаѓа и со стандардот македонски. Потоа од 45-та натаму, бидејќи велешкиот е нели во центарот на централните говори. Така што
не можеме ние македонскиот јазик да го ограничиме од Со сите овие дела ќе кажеме дека од 45-та потекна и само во рамките на оваа територија. Не, никако. Особено, јас често овие денови го цитирам еден австралиски лингвист Реджиналд Дебреј, кој вели каква иронија, јазикот што им ја даде народот што им ја даде писменоста на сите словени, најдоцна го кодифицираше својот јазик. За македонскиот. Смета за македонскиот затоа што во основата на старословенскиот јазик, кој што е првиот писмено фиксиран, значи првиот литературен јазик за сите словени, старословенскиот, почива врз говори од 3 села, Сухо, Висока и Зарова, од околината на Солун. Так. И значи на македонски говори, не на бугарски говори, и ова е теорија која што е општо прифатена во славистичкиот свет, а чии застапници се еден Хрват Ватрослав Јагич и еден словенец Ватрослав Облак. Така, за крај, професорке, кога сме кај македонскиот јазик во соседните земји, пред мене го имам абецедарот издаден во 925 година од страна на грчката влада, каде што се говори за постоење на македонски јазик и за лерински дијалект. И сега сето ова Бујар Османи сака да го негира дека постои, дека македонскиот јазик е само на територијата на денешна Македонија. Ама Бујар Османи може да кажува што сака. Јас имам во мојата меморија, значи во моето потекло е од таму по татко. Од Воденско, од Егејска Македонија. Татко ми не знам колку песни има напишано на воденски говори. А мојата баба, со која израснав, цел живот зборуваше дека зборува македонски. Мојот дедо, кој бил учесник во граѓанската војна во Грција, од страната на Демократската армија на Грција, велеше, за жал, многу кратко јас живеев со него, тој почина кога имав 11 години, но велеше дека тој отишол во војна за да може слободно да се зборува по македонски. Тие луѓе не отишле, јас сум убедена дека голем број македонци кои што заминале во граѓанската војна, кои биле учесници во граѓанската војна, не отишле од некаква идеја. Знаете, тоа било во принцип неук народ, необразован народ, не стасале, особено не во случајот со мојот дедо, не стасале тие идеи ленинистичко-марксистички, сигурно во тоа едно село во планината кое подсетува вака географски, многу подсетува на Крушево. Сигурно до таму не стасала. И тој бил млад. Туку мислам дека ги водела сите македонци кои се вклучиле, ги водела таа идеја, затоа што треба да се има предвид дека и за тоа постојат огромен материјал, документарни емисии, да се има предвид дека Македонија по балканските војни е поделена на 3 дела, како што е познато, и дека во тој дел од Лариса до денешната граница наша, јужна, главно населението било словенско. Најголем процент на населението било словенско, но во тој период, значи од балканските војни до таму 30-тите години на минатиот век се вршела масовна грцизација на неколку начини. Едниот начин било тоа што им била на македонците таму долу, им била одземана земјата и тие на сопствената земја работеле како аргати, затоа што таа земја што им била одземана, им била давана на грците кои ги пренесувале од Мала Азија, ги носеле во Егејска Македонија, тоа се така наречените маџири. И тие на сопствена земја работеле кај нив, значи се вршала масовна грцизација со населување на грчко население.
Тоа е едниот случај. Другиот случај е што било забранувано да зборуваат на македонски и биле неверојатно ригорозни и неверојатно сурови. Баба ми има раскажувано дека не смееле да зборуваат македонски, дека дома кога седеле на ручек ги затвореле прозорците за да не ги слушаат. И дека ако фателе некој да зборува, добивал ќотек, му давале рицинус да се прочисти, да не го зборува тој валкан јазик. До такви мерки и суровости. И затоа кај народот тоа било единствениот спас. Знаете што значи да не можете да зборувате на така, затоа они си го викале по нашки дека зборуваме, да не спомнува дека се зборува на македонски. На кој јазик зборуваш? На нашки. На нашки. Така. И значи и самиот овој да дојдем да се вратиме на абецедарот, да и ова заборев да кажам, и во тој период значи сите македонски топоними, сите со словенско потекло, сите се грцизирани, погрчени се. И има денеска, еве да речеме, Воден го викаат Едеса, Лерин го викаат Флорина. Сите поголеми градови и села. Но моето теренско истражување што го правевме заедно со две колешки во Лерин и Воден пред 7-8 години покажува многу интересна состојба на теренот. Топонимите, микротопонимите, кога велам микротопоними, мислам на имиња, на ниви, на пасишта, на ливади, на чешми. Тие се носат и ден денес македонски називи. Тоа не можеле да го сменат. Но, за жал, населението се помалку го зборува македонскиот од причина што затоа се ги мобили да се организираат курсеви за македонски јазик, баш пред неколку дена беше организирана настава и македонскиот јазик што сега таму се користи, и тоа главно во планинските предели, во рамнинските поинаква ситуацијата. Тој македонски јазик што таму се употребува главно е сведен на едно домашно, на домашна употреба, како што, споредбено, како што влашкиот во Македонија нема развиени, бидејќи нема настава на македонски јазик, не следат настава, не учат на македонски, тие многу тешко се изразуваат ако треба нешто да раскажат, некој природен процес или некаква хемиска реакција, нешто. Значи, тие можат да зборуваат само на едно елементарно ниво, кое што се однесува, кое што опфаќа лексика од семејните односи, нели, брат, сестра, кој што опфаќа од софрата, од масата, јадења. Значи, но на повисоко ниво, односно научен стил не имаат развиено, не го знаат научна терминологија, не располагаат со тоа. И тоа не има оди просто. Така. Професор, ќе ви благодарам за разговорот. Многу среќа во вашата борба за зачување на нашиот јазик и, нели, како што вели Блажа Коневски, дека јазикот е нашата татковина, дека ќе успееме да го зачуваме. Се надеваме, надежта последно умира. Така, ви благодарам уште. Мола.